Заштитено пријавување е обелоденување информации во корист и за заштита на јавниот интерес. Кога имаш сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво, неетичко или друго незаконито или недозволиво постапување, со кое се повредува или се загрозува јавниот интерес. Треба да пријавиш по сопствена волја, поради твојата посветеност на заштитата на јавниот интерес и јавното добро, и без каков било личен интерес. Доколку во моментот си или порано си бил вработен во институцијата за која пријавуваш, кандидат за вработување, волонтер или практикант, ангажиран на работа во институцијата по која било основа. Прва можност е внатрешното пријавување, да го сториш тоа кај овластеното лице во твојата институција. Во писмена форма или усно, и во тој случај лицето за прием на пријави подготвува записник. Втора можност е надворешно пријавување. Во тој случај се обраќаш кај Министерството за внатрешни работи, надлежното јавно обвинителство, Државната комисија за спречување на корупцијата, Народниот правобранител или други надлежни институции како инспекции и слично. Крајна можност е информацијата со која укажуваш да ја направиш јавно достапна, да искористиш некои од печатените или електронските медиуми или пак некои од социјалните мрежи. Заштита ти следи тебе како укажувач и на твоите блиски од утврдување одговорност, санкционирање, престанок на работен однос, суспензија на работното место, распоредување на друго работно место кое е понеповолно, дискриминација или какво било штетно дејство. Ако ти се случи нешто од горе наведеното, пријави во Државната комисија за спречување на корупцијата, Народниот правобранител на Република Северна Македонија, Инспекцијскиот совет, Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Доколку сепак ти е повредено некој од правата и заради тоа си претрпел штетни последици поради укажувањето, имаш право на судска заштита. Во тој случај пред надлежен суд, со тужба може да бараш утврдување дека е превземено штетно дејствие или е повредено право заради укажување, забрана на вршење на штетно дејствие или повреда на право и повторување на штетно дејствие, поништување на акт со кој е извршено штетното дејствие, отстранување на последиците од штетното дејствие, надоместок на материјална и нематеријална штета. При секое конкретно постапување, ве упатуваме да се консултирате со Законот за заштита на укажувачите и правилниците за заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување.